Са не знам дали имате приметено, ама многу зависни сме од црни вести. Тмурни вести. Сакал некел, ке чуеш, дали разбраш што се десило пред некој ден? Шо бе? Абе маче на туристичка поминвело и некој ненормален со БМВ. Добро, и место да закочит кога го видел мачево, тој уште толку газ давал, човече. Го стапнал мачево на сите страни по туристичка, разбираш? Со умот на сегде. Добро, и место да замини, да избегат, се вратил и шлайфнал на мачево. И најголемата иронија шо е? Шо е? На патот вака од крвта колове да пишело. Катастрофа, човече, да ти се згади, ќона. Си викаш, не, гасам интернет, мобилни, компјутери, телевизори, вестник, не купвам недела дена да одморам од црни вести. Аха, ќе одмориш. Кој ќе ја сретниш комшивката пред зграда, за неј се црни вести ко хероинце. Ти си слегвиш нормално, лабаво, поскари така, добар ден, комшивке, како сте? Добар. А ке ова добар ден? Зошто шо? Не прочита во вестник црна хроника? Некоја во кадата место со шампан со солна киселина се потурила. Тамани се погодило фарбата на момичето, ето ти. Добро, не прочитав и фала Богу ти шо ми кажа вака, разбираш? Заш постоеше опасност да прочитам. И да ми се заеби цел ден, вака се супер ќе ми е. Катастрофа. Иначе ние сме способни најелементарна банална вест да ја доведиме до статус на елементарна непогода. Охриѓани посебно, заш кај нас, оговарање не е лоша навика, тоа е стил на живот. Ево, да. Да земиме, например, банална вест. Славе купил леп и му паднал пред малска продавница. Значи, дебилна вест. Шо не заслужви никаде да ја објавиш. За пола сат одма по портали ќе видиш. Прво слика лебов паднат. Драма, тош врнит, разбираш. И олкав наслов. Во светот луѓе гладуваат, охриѓани се расврлаат со храна. После пола сат обновено. Лебот бил фрлен намерно и постои опасност да е радиоактивен. После 4 сати одма апдейт, анима мунди со поплака. Уличните кучиња и мачки се незаштитени. Подложени се на радиација, надлежните да превземат нешто. После 2 месеци обновено. Заради радиација забележани се ајкули во Охридско езеро. Дали тоа значи дека ќе немаме добра сезона? Господе Боже, замисли. Ми се чини дека последна година и од Обединетите нации ќе се јават со писмо. Македонија ќе ве признаеме по име, презиме, ќе ве примиме во Европска Унија, сите колективно на Бахами ќе ве пуштиме да одморите, само нуклеарно да се разоружате. Да нема насилство. И таман си мислиш после 10 години конечно веста заврши, не, обновено. Фатен кривецот за терористичкиот акт со радиоактивен леп во Виена. Иронијата да биде поголема бил со трошки на рацете. Дали ова значи дека е спречен уште еден терористички обид? Да, тоа значи, ништо друго. Емитувавме вести.